Добро, почитувани новинари, би сакал денес да кажам неколку збора за одржаната комисија за надворешна политика, каде што за прв пат, после подолго време, владеачкото мнозинство одлучи да направи кворум, но за жал, предлогот на опозицијата да расправаме за точката утврдување на национален консензус за македонско-бугарските односи во контекст на ризикот за блокада за евроинтеграциите беше одбиен со 5 гласа против од пратениците на СДСМ и ДУИ. Сметам дека ова е уште еден показател за недостатокот кој што го има во Македонија. Прво, министрите не сакаат да дојдат во собранието и да објаснат зашто цел викенд се разговарало на линија Скопје-Софија, особено преку тимовите ангажирани во Министерствата за надворешни работи. И второ, тоа што пратениците од владеачкото мнозинство не се расположени да изградиме заеднички надпартиски консензус за ова прашање, како што впрочем имаат изградено пратениците во Бугарското народно собрание. Без разлика дали ставот на Бугарија го третираме како неоправдан или субјективен, тоа што има национален консензус им дава предност во овој, би рекол, наметнат и рационален спор и би било добро и во Македонија да има таков консензус, но за жал одговорноста на владеачкото мнозинство сметаме дека не се на нивото на задачата и тоа што го саботираат ваквиот предлог покажува дека не се заинтересирани да бидат потранспарентни и да се вклучат во градење на еден надпартиски консензус. Толку би имал да кажам, но стојам на располагање за прашања и други коментари. Повелете. Имате ли одредени сознанија? Цело време изминативе денови тврдите дека викендот се преговарало, се разговарало. Кои се последните сознанија? Тоа што го имаме како сознание дека во текот на викендот тим од Министерството за надворешни работи, предводен од министрот Буер Османи, заедно со уште негови тројца соработници, биле во директна интензивна комуникација со Министерството за надворешни работи во Софија, но за жал заради нетранспарентноста на владата, која што не сака да сподели информации ниту со пратениците, ниту со медиумите, не би можеле да кажеме за што се преговарало и дали нешто е договорено и по чија цена и за чија сметка, но се надеваме дека владата ќе ги соопшти овие деталите од овие преговори. Во меѓувреме, она што владата не сака да го соопшти или да го сподели во собрание, ќе го види како протест и блокада на Министерството и на владата. Зошто на опозицијата пречи тие пратеници кои што не може да бидат присутни да присуствуваат електронски и дали например има околу 3000 амандмани, например дали да беа помалку, дали ќе беше полесна процедурата се стигне до тоа што се бара, дали е целта се блокира собранието? Целта е да се испочитува уставот. Значи деловникот не може да биде акт кој што ќе пропишува норми кои што се спротивни на уставот. Членот 69 од уставот е јасен дека собранието работи со присуство на мнозинство пратеници. И сметаме дека присуството е јасно дефиниран термин, што значи ако можат другите работници, другите луѓе, медиумите, полицијата, лекарите, самопослугите, продавачите и сите други со свое присуство да си го заработат својот месечен приход, тога сметаме дека и пратениците треба да го почитуваат уставот и да бидат присутни во собранието, а оваа пандемија како криза да биде можност за подобра соработка помеѓу сите пратенички групи. За жал власта сака својот недостаток и неспособност да обезбеди 62 пратеници да го надомести преку неуставни промени на деловникот. Дали со толку амандмани целта е да се блокира работата? Со толку амандмани целта е да се заштити членот 69 од уставот кој што е посилна норма од деловникот. Благодарам многу.